Благодарам. Многу е тешко да се проложи во дискусија после секоја изјава на Ковачки, детално, основно и квалитетно образложување и на импликациите и на состојбите. Јас нема да отидам толку, мислам дека јасна беше сликата. Во контекст на министерот само би кажал дека јас секогаш и ние како политичка партија секогаш ќе поддржиме секаква форма на дискусија која ќе доведе до подобрување на состојбите или која ќе донесе до развој и на демократијата и на државата генерално, така да и треба да се дискутира. Нема да си дозволам ја да проложам понатаму за фактичките состојби како, но ќе дозволам веќе кога се спомна јавноста, во јавноста веќе циркулираат определени информации токму од полицијата. Еве еден од синдикатите, да не го менувам кој е, неколку реченици само ќе цитирам, вели: немате униформа, тонери, хартија, сапун, тоалетна средства за работа, но затоа пак ќе имате топла вода од сончеви колектори, цена колку ќе изнесува имате подоле, наредени повеќе објекти, десетина. Ова се дел од објекти со сончеви колектори кои вредат над 500.000 евра на здравје топла вода. Тоа е од вашите вработени, нема да одам понатаму, само во однос на фактичка состојба. И секогаш треба да се бараат начини како условите на вработените во МВР се подобруваат и секогаш да се бараат начини и форми како да имаме и посовремена и подобра опрема. И јас ќе ја давам поддршка секогаш, без оглед дали е тоа за радари или се за уреди за прислушкување, бидејќи тоа ја гарантира безбедноста и моја, и наша, и ваша министра. Рековте што и држи, така е, импликации финансиски на буџетот сигурно ќе има нашиот амандман со барањето за зголемување на платите, но исто така има импликации, колку што јас разбрав, ќе ме коригирате, се разбирам доколку грешам, и измената во законот со која што се исклучува додатокот за кариера. Во член 15, вика член 141 став 2, во алинеја 1, тапирка да се заменува со сврзникот и, во алинејата 2 сврзникот и се заменува со точка и алинеја 3 се брише. Јас во дискусијата не видов, можеби на претходната комисија имало нешто подетално, јас сега се приклучив. Можеби имало и проекции и извештаи колкави додатни финансиски средства се ослободуваат или колку ќе има министерството па и државата на располагање. И бидејќи ние никогаш не идеме во насока на конфронтација или на кошење или на блокирање нешто, еве дозволете овој момент, не верувам дека министерот и тогаш и сега го има тој податок или вие председателе, но еве ако идеме во насока како да се најде заедничко решение, а имаме консензус кај сите да се подобрат условите на па и примањата на припадниците на Министерството на внатрешни работи, да направиме кратка пауза, од Министерството да достават податоци колкава висина на средства дополнително ќе се слободат на располагање што ќе бидат на министерот и тие средства пропорционално и линеарно да ги прераспределиме во насока на амандманот, бидејќи на крајот на кришата ова е комисиска расправа. Тоа е, ви благодарам. Благодарам.